Мандатарот Зоран Заев ноќеска ја достави предлог програмата и предлог составот на новата влада. Седницата за избор на новата влада претседателот на собранието Талат Џафери ја закажа за утре во 11 часот, а програмата и составот се исто така веднаш доставени до пратениците. ВМРО-ДПМН се уште не објаснува дали нејзини пратеници ќе учествуваат на утрешната собраниска седница на која треба да се расправа по предлогот на Зоран Заев за нова влада. ВМРО-ДПМН денеска побара што поскоро распишување на локалните избори заедно со парламентарни, оценувајќи дека СДСМ и собраниското мнозинство имаат одговорност за пролонгирање на локалните избори, со што, како што се истакнува, се става под знак прашалник ефективното функционирање на локалната самоуправа. Република Македонија и нејзините граѓани не треба да ја плаќаат сметката за антидржавното делување на СДС. Државата не смее да трпи, економијата не смее да стагнира, граѓаните сакаат да одат напред. СДС мора да овозможи одржување на локални избори, а со нив и предвремени парламентарни избори, кои се вистинско долгорочно решение за државата, стои во соопштението. Според ВМРО-ДПМН е фактот дека и по еден месец од изборот на Талат Џафери за претседател на собранието во законодавниот дом нема никаква активност и од СДС се уште ги кочи клучните и неминовни процеси во државата, како одржувањето на редовните локални избори, покажува дека СДС очигледно е со намера да го изведе сценариот од 27 април за дополнително продлабочување на кризата. Утрешната седница е прва по изборот на Талат Џафери за претседател на собранието. Неговиот избор ВМРО-ДПМН го нарече нелегитимен, неуставен и неделовнички. Од партијата велат дека ставот околу утрешната седница ќе го соопштат наскоро, но се изненадени од краткиот рок што им е даден на пратениците да се запознаат со програмата и со составот на владата. Од 27 април Талат Џафери имаше средби главно со амбасадори. Инаку Џафери вчера од мандатарот Заев го добил предлогот за состав на влада и програмата за нејзиниот мандат до претседателот на собранието. Тие биле доставени околу 15 минути пред полноќ. Џафери веднаш двата документи ги доставил до пратениците, а седницата за избор на владата ја закажа за утре во 11 часот. Радмила Шекеринска е предложена за министер за одбрана, Оливер Спасовски за внатрешни, Драган Тевдовски за финансии, Никола Димитров за надворешни работи, Рената Тренеска-Десковска за образование и наука, Горан Сугаревски за транспорт и врски, Љупчо Николовски за земјоделие, Мила Царовска за труд и социјална политика, Дамјан Манчевски за информатичко општество и администрација, Роберт Аладјозовски за култура, Кочо Анѓушев е предложен за вице-премиер за економски прашања, а Едмонт Адеми, Роберт Поповски, Аднан Ќахил, Самка Ибраимовски, Зоран Шапорик и Зорица Апостоловска за министри без ресор. Предлозите на СДСМ Заев ги соопшти синоќа на пресконференција по седницата на Централниот одбор на партијата. Јас ги повикувам и нив, но и другите партии дадат подршка и на новата влада, иако е тоа еднократен чин на гласање. Ке негуваме соработка во периодот и, како што рековме денеска, оставаме отворени врати. Дури да бидат составен дел на владата во периодот кој што предстои пред нас. Но не само за БЕС. Јас сакам да повикам и ДПА да даде подршка, како за владата, така и за реформите. Сакам да ја повикам ВМРО-ДПМН и неговата коалиција да дадат подршка за реформите, заради тоа што не верувам за владата да ќе дадат подршка, но за сето она што е важно за граѓаните, да бидат на страната на граѓаните и на унапредување на севкупниот квалитет на живот на сите граѓани. Секако ќе пуштам писмо до специјалното јавно обвинителство, дали за мене или за мојот владин кабинет има отворено истраги или некој е кривично гонет или слично, дали има обвинителен акт или слично, се во тој момент и се во иднина што ќе се покаже дека некој е осомничен под истрага, се има обвинителен акт или слично, нема да биде составен дел на новата влада. Предлозите на ДУИ беа соопштени ден предходно. Хазби Лика е предложен за вице-премиер за политички систем и односи меѓу заедниците, Бујар Османи за вице-премиер задолжен за евроинтеграција, Садула Дураку министер за животна средина и просторно планирање, Рамис Мерко министер без ресор, Крешник Бектеши министер за економија и Билен Силјии министер за правда. За министер за локална самоуправа е предложен Сејхул Фазлио, додека за министер за здравство Арбен Таравари. Фазлио и Таравари се предлози на Алијансата за албанците. За изборот на новата влада пратениците треба да гласаат најдоцна во среда на полноќ, а за неа треба да гласаат најмалку 61 пратеник во 120 членото собрание. Партиите од новата владина коалиција, СДСМ, ДУИ и Алијансата за албанците во парламентот имаат поддршка од 62 пратеници.